Саботно издание на вестите во 12:30. Добар ден, еве што ќе гледате. Денес се слави Свети Архангел Михаил, еден од најголемите христијански празници. Црквата го определила овој ден за празник во чест на сите ангели, а најмногу на Свети Архангел Михаил, кого го смета за водач на сите небесни сили. Започна кампањата "На Македонија и треба твојата идеја", со која владеачката ВМРО ДПМН ја креира партиската програма за период од 2016 до 2020 година. 10% зголемување на студентските стипендии. 2905 студенти 9 месеци ќе добиваат зголемени парични средства. Православните христијани денес празнуваат еден од најголемите христијански празници и една од најчестите куќни слави – Свети Архангел Михаил. Ние како психофизички суштества, како луѓе, покрај тоа што сме создадени, секој човек при раѓањето добива и ангел чувар, кој не чува преку целиот наш живот, но знаеме дека пред да се одвојат добрите ангели од лошите, Луцифер се погордел во Господа и бил истеран од небесниот свет и тој постојано ги искушува луѓето, така да и секој човек има покрај него и ангел или ѓавол искушувач. А ние, луѓето верниците, наша должност е и можеме сами да одбереме дали ќе одеме по Божиот пат, по сугестиите и напаствието од нашиот ангел чувар или ќе се раководиме по ѓаволот. Бидејќи сме слободни суштества и можеме да го бираме нашиот пат. Празнувањето на овој голем верски празник започна вчера со вечерна богослужба и продолжи денес со света литургија. Михаил е меѓу главните ангели во аврамските преданија. Се вели дека неговото име било борбен извик на ангелите на небесата во борбата против сатаната и неговите следбеници. Оние кои ја слават славата денес оваа година ќе можат да постават мрсна трапеза. Верувај во својата идеја, заедно пишуваме иднина. На Македонија и треба твојата идеја. Ова е слоганот под кој започна акцијата на владеачката партија ВМРО ДПМН заедно со граѓаните да ја креира програмата за изборите во април. Унијата на млади сили инаку ја организира оваа активност и на повеќе фреквентни места во градот ќе бидат поставени штандови каде што ќе бидат собирани овие идеи. Значи, како представник на младите, како Унија на млади сили на ВМРО ДПМН ги повикуваме сите млади луѓе да се вклучат во креирањето на новата програма на ВМРО ДПМН, да дадат своји идеи и предлози. Ова не е прв пат ВМРО ДПМН заедно со граѓаните да ја креира иднината, бидејќи долгогодишното искуство покажува дека токму од идеите на граѓаните се реализирани голем број проекти. Еве, денеска сме задоволни од одзивот на граѓаните и од идеите кои што ги даваат. Очигледно, праксата да ВМРО ДПМН е во близок однос, контакт со граѓаните и нивните проекти бидат преточени е сватено сериозно од страна на граѓаните и големиот број на идеи кои што денеска ги имаме на нашиот штанд даваат за право да веруваме дека граѓаните веруваат на ВМРО ДПМН. Од големиот одзив на Штипјани задоволен и доктор Владко Миташев, кој ја представуваше советничката група на ВМРО ДПМН и коалиционите партнери во Штип. Акцијата е тек почеток и ја охрабрувам граѓаните да што повеќе идеи, како би можела програмата на ВМРО ДПМН да биде уште побогата и гарантирам дека најголем дел од тие идеи што ќе ги дават граѓаните ќе бидат вметнати во таа програма. А секој граѓанин со своја идеја. Па повише сакам, например, јас кај што живеам, сакам да има повише зеленило, да има парк, тоа сакам. До сега што работат, мислам дека е многу фино, многу добро, нека си продолжат и понатаму така. И се најубаво. Вработување само напред, никој не може Македонија да униште. Нашата идеја е да се пуштат локални износителите и низ селото. Сепак, некои штипјани немаат посебни барања, бидејќи според нив Штип е многу поубав и почист град за разлика од минатото, посебно за жителите во населбата Баби. Градоначалникот мислам дека многу се заангажира за бабите. Јас сум шофер, одам на пат на 3 месеца доваѓам, така да кога дојдам нешто се изненадам, разбираш ме.
Секој пат има ново и чисти се улиците, редовно се чистат кантите. Мислам, задоволен сум. Не е да како порано што беше, со недели не доваѓа поканите. Сега јавните предпријатија се работат нивната работа. Освен на поставените штандови кои ќе ги има на повеќе локации, граѓаните ќе можат своите идеи да ги испраќаат и по електронска пошта на официјалната интернет страница на ВМРО ДПМНЕ. Пратеникот Никола Мицевски најави дека веќе од утре 4 партиски тима ќе ги посетуваат македонските градови и села кои ќе ги разгледуваат добиените идеи. Најдобрите, односно оние кои реално може да се реализираат, ќе бидат дел од изборната програма на ВМРО ДПМНЕ. Во општина Карбинци се одржа државниот надпревар на трактористи, на кој зедо учество над 50 трактористи од повеќе места во државата. Надпреварот е во функција на афирмирање на земјоделската дејност преку практична демонстрација на знаењата и познавањата во обработката на земјата. Орањето, како до сега, овие надпревари, така и оваа година, има големо значение за едукација на нашите трактористи, за осознавање на вештините на ракување и одржување на земјоделската механизација. Големо значение има уклучување на земјоделската механизација во јавен сообраќај и преку третата дисциплина, тоа е тестирање, ги проверуваме нивните теоретски знаења, до кој степен они ги научиле одредени вештини. Еве после долго време, последниот пат организирање на овој дел, значи државен надпревар во тракторски надпреварување, некаде беше 93 година, после толку долги години на иницијатива на Агенцијата на поттика и развој на земјоделите заеднички со Народна техника и катедрата по механизација на земјоделскиот факултет во Скопје се организира еден ваков надпревар. Така целта е надпреварот да ти исто така да го вратиме тоа што беше, да побуди поголем интерес. Ние како општина Карбинци ја прифативме идејата да бидеме домакини на оваа манифестација. Ова за прв пат се случува. Сакам да искажеме на голема благодарност до организаторите, до помагачите, до тие што ќе помогнат со механизација и со отстапување на нивите, за се со цел за да може да се одржи овој надпревар како што треба. Своите вештини во управување со трактор покрај другите ги покажа најмладиот тракторист, но и две учеснички од понежниот пол. Јас сум Мартин Јорданов, 8 оделение, имам 13 години, возам веќе 2 години трактор и помагам на војком. Јас сум Ирена Дивјаковска, доаѓам од Средното општинско училиште Урде Чопела Прилеп. Прв пат учествувам на ваков надпревар и ќе ми биде задоволство да учествувам на истиот. Па ќе видиме за резултат. Јас сум Ангела Стомаровска, исто доаѓам од Средното општинско училиште Урде Чопела Прилеп. Имаме освоено појќе награди на вакви надпревари. Имаме награда земено за орање и за вешто возење. На државниот надпревар на трактористите учесниците се надпреваруваа во вешто возење и паркирање на земјоделска механизација. Министерството за образование и наука го распиша конкурсот за доделување стипендии кои се поделени во 3 категории. 2905 студенти во текот на цела студиска година ќе добиваат стипендии повисоки за 10%. Уште еднаш го потврдуваме нашата поддршка и нашиот придонес за развојот на воделот на развојот на високото образование и поддршката на студентите. Студентите од социјалните категории ќе добиваат стипендии во вредност од 3300 динари. Втората група на стипендии е наменета за студентите на медицински науки и на техничките факултети кои имаат висок просек и за нив стипендијата изнесува 4400 динари, а за студентите со просек 9, студенти на информатика, ќе добијат по 6050 динари месечно. Во категоријата на студенти со просек 7 ќе земаат стипендија од по 3300 динари. Конкурсот ќе биде отворен до 27 ноември, а резултатите ќе бидат објавени на 30 декември. Подетелни информации може да се најдат на веб страната на Министерството за образование и наука.
Академската 2015-2016 година при Универзитетот Гоце Делчев ја одбележаа и втората генерација студенти кои своето образование го продолжија на Филмската академија. Толку колку што биле предвидени со програмата, досега се запишани 34 студенти во двата уписни рока. Бројот на студентите се движи во рамките на тоа што е утврдено како квота од Министерството за образование и наука. По 5 студенти се предвидени, толку се запишани на сите студентски програми. Значи, во прва година имавме 15, односно 16 студенти со дополнување од националната квота. Сега во втората генерација на студенти имаме исто така, вклучувајќи ја и националната квота, некаде околу 18. Ми се чини дека заврши на крај бројката 18 студенти, што е сосема доволен број да се формираат тимови составени од различни области. Филмската академија започна со студиските програми филмска режија, филмска музика и филмска продукција, каде се учат базични предмети како продукција, режија, монтажа, камера, филмска музика, естетика на филм, теориски предмети. Но освен теорија, студентите имаат и практична работа. Во првиот семестар автопортрети, а во вториот краток документарен филм. Во втората половина од ноември предвидена е јавна проекција на 5 испитни филмови од идеја до финален продукт, реализирани од студентите во третиот семестар. Во прва година имаат автопортрет, тој може би прва, но може би и најтешка задача која што ја добиваат студентите, затоа што во принцип е многу тешко да се анализирате самите себе, да направите филм за самите себе и тој филм да биде јавен, значи сите да ве видат во вистинското светло. Онакви какви што вообичаено не сакаме да се прикажеме, но суштината е токму тоа, значи да ги тргнеме сите предрасуди, сите стереотипи, да дојдеме до суштината, до автентичноста, до себеоткривањето, до лосирањето, идентификувањето на вистинските работи и за себе, и за луѓето околу себе, и за општеството и така натаму, бидејќи насоката во која што се движи Филмската академија е тоа да биде една веритистичка школа, школа која што ги лоцира на некој начин проблемите во општеството, една ангажирана уметност и која што прави напори преку филмот и преку уметноста да ги модифицира и да понуди некакви поинакви решенија за решавање на проблемите. Снимаат во прв семестар автопортрет, втор семестар имаат документарен филм, краток, во време трајање од 10 до 15 минути на тема по нивен избор. Студентите при Филмската академија биле вклучени и во организацијата на штипската промоција на двата македонски филма, последниот Македонец, Патот до истребувањето и 3 дена во септември, што е дополнително директно поврзано со организирање на културен настан, но и со тоа да бидат во чекор со најновата македонска кинематографија. Беа исто така на филмскиот фестивал Браќа Манаки, учествуваат на сите други фестивали, дури со своји филмови, беа застапени 20 студенти во студентската програма на Браќа Манаки, што е од огромен успех и за нив како млади филмски творци и за нас како академија, бидејќи ретко кој добива можност да уште како студент да биде застапен во студентската филмска програма, заради тоа што тоа е филмска програма која што е сочинета од филмови на студенти од цела Европа и цел свет, и таму се прави навистина строга селекција во изборот. Освен споменатите студиски програми, Манева најави дека во иднина е предвидено да биде воведено и филмско актерство, кое ќе е дополнителна стимулација за младите штипјани кои сакаат да бидат филмски актери. Тоа ќе може да го изучуваат токму на Филмската академија при Штипскиот универзитет Гоце Делчев. Еден час по полноќ, кризниот центар на Министерството за внатрешни работи прогласи највисок степен на опасност од терористичкиот напад во Брисел. Постои сериозна и непосредна закана која налага да се превземаат сериозни мерки за безбедност, како и да се издадат специфични упатства до населението, се вели во изјавата на МВР. Во соопштението на населението му се препорачува да избегнува места каде се собираат поголеми групи, како концерти, спортски настани, аеродроми, железнички станици, како и шопинг центри. Бриселското метро е затворено и би можело да остане затворено и утре, доколку опасноста остане на истото највисоко ниво 4. Ако населението постапува целосно по препораките, Брисел денеска ќе изгаси, вели Порк Куркашанк, експерт за тероризам.
Руските воени сили изведоа масовен напад со крстосувачки ракети од Каспиското море на положбите на Исламската држава во Сирија. Убиени се над 600 терористи. Русија го изведе еден од најголемите, односно речиси сигурно најголемиот напад на позициите на Исламската држава во Сирија, откако започнаа со операциите во оваа земја на Блискиот Исток. Како што се наведува во објавениот извештај на Руското министерство за одбрана, руските воени бродови во текот на вчерашниот ден од Каспиското море лансирале вкупно 18 крстосувачки ракети на позициите на терористите во Сирија. Во тунелот во близина на Мостар експлодира пиротехничко средство. Во тунелот Салаковац, во близина синоќа на Мостар синоќа одекна експлозија, најверојатно предизвикана од пиротехничко средство, така наречено топовски удар. Директорот на Државната агенција за истрага и заштита на Федерацијата Босна и Херцеговина, Перица Станич, изјави дека инцидентот не е поврзан со тероризам. Низ тунелот за време на експлозијата поминувал генерал Анто Јелеч, началник на заедничкиот штаб на вооружените сили на Босна и Херцеговина, кој не е повреден. Шампионот на Италија вечерва во Јувентус арената во Торино ќе го пречека ривалот од серија А Милан во дерби надпреварот на 13-тото коло. Старата дама во пресрет на надпреварот против Милан се соочува со многу повредени играчи од голманот Джанлуиджи Буфон, кој оваа недела прослави јубилеј од дебито во серијата А, до Лихтштајнер, Касерес и Манџорич, кои исто така се пожалија на повреди. Кај Милан, Марио Балотели ќе биде надвор од терените во наредните 4 недели, а е исклучен од настап во Торино, но сега проблем е и обезбедувањето на самиот надпревар. Италијанските медиуми соопштија дека по терористичките напади во Париз изминатата недела, обезбедувањето на Јувентус арената ќе биде зголемено. Сепак, додека го очекуваме надпреварот Јувентус Милан, погледнете го и промо видеото за истиот. Бидете со нас и во дневникот во 16:30. До тогаш останете со нашата програма. Пријатен ден!